ЛГБТ заедницата во последните години стана синоним токму на моćна, доследна и храбра заедница која што одбива да биде поданички ориентирана. Тие стана јадро на носително јадро на критичката мисла, на полемичноста, на диалошката култура, која што изостанува генерално во оваа земја. Заедницата пред се представува концепт на индивидуална поддршка кој што се шири и ги облагородува сите општествени важни прашања. Ние го изгубивме тој концепт за солидарност и за поддршка. Мене ми е многу непријатно кога ме ставаат во една маргинализирана група на атеисти и мене ми е потребна поддршката на оние што се верници, заради мојата слобода да бидам тоа што сум. Академската заедница, за жал, во оваа земја, наместо да биде произведувач на еманципаторски категории и размисли, наместо да биде лидер во создавањето на слободно мислечки битија, таа напротив е се спротивно од тоа. Доколку некој сака да отстапи од нивните концепти за тоа каков треба да биде патот по кој што ќе се оди, патот на мислењето, тој некој е казнат и место по автопат е фрлен на макадам да се движи. Тука имате еден естаблишмент, би рекла, кој не е баш настроен позитивно генерално кон она што се смета човекова слобода и еднаквост. И ако на ова ви кажам само дека, например, родовите студии се ставени во мирување, а за нивна сметка се основани некакви семејни студии, за кои јас како професор не знам што значат, тоа ви зборува за цела една општествена насоченост. И оттаму сметам дека огромна е одговорноста на академската заедница во однос на еманципацијата во мислењето, по прашањето на ЛГБТ заедницата, но и по сите останати политички и општествени прашања.